Заев, Јанчев и Тодоров ќе се обидат да ги убедат претениците од опозицијата да дигнат рака за уставните измени во парламентот. Премиерот призна. Со екс-министерот за здравство Никола Тодоров и актуелниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев пиеле кафе во Струмица и разговарале за реформите, помирувањето и интеграцијата во ЕУ и НАТО. Тој вели дека иако и двајцата се веќе исклучени од партиските органи на ВМРО-ДПМН, сепак тие се уште имале влијание врз членството. Пиевме кафе и разговаравме, токму заради тоа. Секако нивното влијание не е од политички позиции, посебно во партијата, заради тоа што да се исклучени, тие се чувствуваат ВМРО-ДПМН и верувам дека комуницираат со многу пратеници, така барем и потврдуваат, такви се и моите чувства. И продолжуваме на основа на разговори, на основа на аргументи, на основа на одговорноста која што сите имаме, да се обидеме да помогнеме во целиот овој процес. Јасната одговорност кон целиот процес која Заев ја препознал кај Јанчев и Тодоров би можела да ги охрабри останатите пратеници од опозицијата да ги поддржат уставните измени. Премиерот е оптимист и верува оти двотретинското мнозинство во собранието ќе се зголемува во последната фаза. Навистина ќе сторам се да тежнеам до крајот на целиот овој процес, имаме максимална консолидација во општеството по повод ова исклучително важно прашање за Република Македонија, а тоа се уставните амандмани. Инаку во октомври со 80 гласа за собранието донесе одлука за пристапување кон измени на уставот. Тогаш поддршка дадоа 8 пратеници на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, кои подоцна беа исклучени од партијата и формираа независна пратеничка група. 4 амандмани со просто мнозинство на почетокот од овој месец беа изгласани во Комисијата за уставни прашања, а пленарната седница со која почнува третата фаза е закажана за сабота. За конечно имплементирање на уставните амандмани и промена на уставното име во Република Северна Македонија, на власта ќе и треба поддршка од најмалку 80 пратеници.